Од 25 до 28 септември ќе се одржуваат традиционално деновите на македонскиот мед, манифестација која што ги собира пчеларите и производителите на пчелни производи на едно место, се разбира од цела држава. Утрово со нашиот редовен гостин кога станува збор за деновите на македонскиот мед, господинот Велчо Билбиловски, медар и се разбира дел од организацијата, и ги најавуваме деталите кои што ни следуваат. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Што значи за вас денови на македонскиот мед? Какво влијание има оваа манифестација врз пчеларската заедница и врз потрошувачите и љубителите на мед? Деновите на македонскиот мед представува всушност еден збир на повеќе работи, што значи манифестацијата денови на македонскиот мед има значење да го промовира медот, значи квалитетниот мед, има хуманитарен карактер, кај што им помагаме на децата со посебни потреби, и исто така има она што е да спомнеме најважната работа, едукативна страна, што значи може во секое време да комуницира со купувачите, со посетителите, да на некој начин ја објаснува значењето на пчелните производи, како што се мед, полен, прополис, млеч, восок, перга и другите работи, како правилно да се употребуваат, како правилно да ги препознаат, и што е најбитно, пошто представува еден вид, значи медот и пчелните производи како здрава храна, да може преку тие едукативни што се вика знаења, да на некој начин да се одлучат и многу помлади пчелари да се зафатат со таа работа, бидејќи на некој начин представува еден благодет, што се вика и се работи за здрава храна. Имаме млади пчелари во државата, еве подпрашање кога веќе го споменавме ова. Има ли интерес од младите за, бидејќи ова е еден вид на убав занает кој што може да го наследат? Така, ова е занает, значи кој што се одвива во природа. Во последно време, значи има се поголем интерес на младите пчелари, за учество на млади пчелари, така да ние во тој контекст на факултетот каде што ги вршиме предавањата, значи каде што се вршат предавањата, матица каде што ги организира, имаме и едукација за млади пчелари. Така да спомнеме само еден податок од како објавивме дека може да доваѓаат, значи, и пчелари кои што првпат сакаат да се запознаат со медот и пчелните производи. Веќе во една ден има некаде околу 60 пријавени, што значи интересот е доста голем. Сега останува пропратните работи, што се вика, за да може да ние им објасниме да знае што треба прво да направи, како да се одбере прав пчеларник, на кое место локацијата, што се потребни за почеток, кои средства и што треба да сите тие првичните работи за да може да почне со така. Верувам дека околу манифестацијата се е подготвено. Тука да го заокружам овој дел од моабетот, кажав дека ќе биде од 25 така. Така, од 25 до 28, значи отварањето ќе биде на 25 во 11 часот, а завршува значи во недела на 20. Локацијата си иста, улица Македонија. Тоа е на улица Македонија, од 8 часот наутро до 8 навечер, значи посетителите ќе можат да ги пробаат сите пчелни производи и да спомнеме дека најдобриот декор на манифестацијата ни представуваат децата од градинките, поготово од градинката Раде Јовчевски Корчагин, кои што постојано ни се присутни, а во ствари ние за возврат вршиме предавање, едукација кај нив, така да како да можат од мали нозе да се запознаат со здравата храна, и тие значи секогаш ни се присутни, и тоа на општо задоволство, што се вика, на сите ден представува една убава. Така. Сега да се вратиме малку на тема мед, сакам да го искористам, нели сепак тука вашето гостување и вашето искуство, бидејќи се што ќе позборуваме за медот всушност ќе не одведе до овие денови на македонскиот мед. Какви видови на мед ајде прво доминираат кај нас? Кај нас, за разлика од местоположбата каде што се наоѓа, значи пчеларникот, имаме ливадски мед, багремов, шумски и костеновиот, кој што е доста атрактивен мед. Значи се тоа зависи од локацијата на пчеларникот каде се наоѓа. Сега ако станува прашање кој мед е подобар, значи слободно можеме да кажеме дека сите медови се добри, само тие медови што од своје поднебје. Да, од своје поднебје, и сите медови кои што ги произвела пчела, доколку не се замешал пчеларот или некој значи друг,
сите медови се добри на свој начин. Само може да кажеме дека некој е поароматичен или не, тоа зависи од вкусот на конзументот. Да, тоа добро. Да. За вкусови веќе не се дискутира, да. Секогаш најпоставуваното прашање е како може потрошувачот да препознае вистински мед? Кои се најважни карактеристики, тестови што ги препорачувате, сертификати и слично? Така. Еве сега да спомнам и тоа, оваа година за прв пат како новина, значи имаме поставено видео бим, каде што ќе вршиме презентација на пчелни производи како што се перга, полен, мед, така, и ќе можат, значи, посетителите, граѓаните, точно интерактивно со пчеларите, со нас, значи, со тие да дознаат точно кој е вистинскиот производ и како може да се препознае. Инаку, како што знаеме, тоа е вечита борба, бидејќи пазарите се преплавени со фалсификуван мед. Па имаме голема варијација на цените. И голема варијација на цените, значи самата цена кажува од 150 до 200 динари, до оваа цена која што годинава како саемска цена предложивме да биде до 600 денари, значи самата цена зборува за квалитетот на медот и ние се бориме да буквално потрошувачот дојде до правиот вистинскиот мед. Сега како тоа може да дојде? Прво, најдобро би било да има, како што има матичен лекар, значи да има матичен пчелар на кој може да има доверба, од кого може да зема и така. Инаку, за да го препознае, за правилно препознавање на медот, секогаш лабораторијата е број 1. Значи, ако медот се испита лабораториски, меѓутоа постојат и други начини на кои може да се дојде барем приближно до вистинскиот мед. Тоа е, ако земеме ние... Сега се замолам само да се вратиме со инсертите малку во студио, ќе ги замолам колегите од режија, бидејќи ќе може тука и ние да покажеме. Всушност, ако ве прашам за некој совет или помош, како можеме да провериме каков е медот? Прво доколку може да... Да, таа камера ни е таму само ете така колегата, ете така малку ќе. Прво значи само чашата ве молам, што е пред вас, може ваму да ја ставиме. Ете така. Прво, значи, доколку купувачот сака да земе, да биде посигурен, а не го познава производителот, значи треба да бара кристализиран мед. Меѓутоа, доколку нема кристализиран мед, медот што ќе го понуди или што сака да го земе, треба да биде компактен и да има еден исти вискозитет. Прво, значи, теглата кога се отвори, мора да се помириса, да дојде еден специфичен мирис кој што исклучиво го има само медот. И тоа, ако пробаме со лажица, еве сега ќе покушам да го направиме, ако пробаме со лажица, значи, медот треба да тече во еден, значи, во еден голем низ, да не се појавуваат тие капки. Доколку постојат прекини на самиот тој низ на медот, тоа значи дека има додавано некои сирупи или нешто се работи за некој фалсификуван мед. Исто така, значи, медот може да биде, како што рековме, во кристализирана состојба и во течна. Тоа зависи од временскиот период. Вистинскиот мед секогаш, значи, може после одредено време треба да кристализира. Тоа е еден исто од доказите дека се работи за вистински правилен мед. Така. Сега, добро е, покажавме, всушност еден едноставен трик, како всушност може да проверите дали медот е лажен или не. Ова што го покажавме сега може секој да го провери. Така, може секој да. Така. Исто така, доколку земеме лажичка мед, да ја ставиме на една кришка леп, после неколку секунди, значи, она треба да почне да се стврнува, што значи не содржи вода, него самата, значи тоа е доказ дека медот е чист и не содржи вода. Или на некоја салфетка, ако ставиме 2 капки чист мед и мед кој што не е вистински мед, кој што е сируп, значи оваа капка мед кој што е ставена на таа салфетка останува долго време, додека на другата ќе пробие самата хартија. Правиме ли сите заедно доволно околу едукација на населението за ова важна тема? Бидејќи ова не е важна тема само за пчеларите, за цените, ова е важна тема и за здравието. Некој што има проблем, нели, со сладки работи, со шеќер и слично,
може фалсификуваниот мед да му направи дополнителни здравствени проблеми. Што мислите ви, имаме ли доволна едукација или треба погласно да зборуваме за ова? Треба секогаш да се зборува погласно и еден од начините на едукацијата се и овие манифестации каде што постојано ние тоа го кажуваме дека не треба да ги манипулираме граѓаните, купувачите, затоа што меѓу нив има и луѓе кои што се со одредени болести, да речеме као шеќерна болест и така, као дијабетис, што значи дека не треба да конзумираат мед кој што е фалсификуван, кој што содржи големи количини на мед. И тоа исто преку нашите предавања што ги одржуваме, значи ние постојано го правиме. И за крај, колку климатските промени влијаат на производството на мед? Имаме ли доволно пчелни семејства во државата? Каков ни е родот? Одиме ли кон некои позитивни статистики или се уште сме во критична зона? Ние се трудиме да бројот се зголемува и ако кажеме дека бројката некаде на регистрирани пчелари кои што се заведени преку Агенцијата за храна и ветеринарство, кои што го имаат оној сертификат, кои што можат од куќен праг да продаваат и да полнат мед, тоа е некаде околу 6100 производители, значи тоа се пчелари регистрирани и некаде имаме над 300.000 пчелни семејства во Македонија, барем според статистиката. Сега тоа на некој начин ги задоволува потребите, нашите потреби на граѓаните, бидејќи кај нас се уште медот се третира како лек, а не како храна, така да некаде околу килограм е неговата потрошња, а нашата производство е некаде од прилика во тие граници се движи, така да ние настојуваме секогаш да медот може да се користи како храна. И сега интересот е исто така голем кај новите, што се вика, новите производители на мед, мислим, новите пчелари што се пријавуваат, меѓутоа доста од нив се откажуваат, бидејќи последниве години климатските промени не ни се наклонети како што треба. Ако направиме една паралела измеѓу една-две децении претходно, значи овие последниве години не се наклонети за производство на мед, али што се однесува до оваа година, слободно можеме да кажеме дека оваа година треба пчеларите да бидат задоволни, бидејќи и покрај лошите временски услови, големите дождови кои што беа во април месец, родот е добар. Родот е годинава добар, мислим задоволително. И ние сите пчелари можеме да кажеме дека овде што изложуваме на улица Македонија, значи на фестивалите, сите сме регистрирани и имаме уверение за продажба од куќен праг, значи и медот секогаш ние на медот е извршена анализа од институција која што е регистрирана за проверка на исправноста на медовите. На квалитетот и на исправност. Останува уште на крај од разговорот да ги поканиме нашите гледачи, да подсетиме само на датумите. Токму така, значи, отварањето е на 25 во 11 часот, а ќе трае до 25, значи секој ден од 8 до 20 часот посетителите можат да не посетат, да видат, да дегустираат, да си купат мед и така, и дури најважната работа да може да на некој начин да дознаат за некои работи за исправноста, за како да пронедат правиот вистинскиот мед, значи директно можат со производителите да разговараат. За тоа. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Отворивме неколку теми, но ете, важно е уште еднаш, освен што ја најавивме манифестацијата Денови на македонскиот мед, покажавме еден едноставен начин како може за кратко и за брзо време да провериме дали медот ни е со додадени сирупи и шеќери или ни е квалитетен и природен. Така, токму така, благодариме на поканата. Благодарам уште еднаш.